Готово во предизборен период, тие влегуваат во обврски за кои што и немало планирани извори на финансирање. И остваруваат, нели, тој што велиме изборен асфалт, изборни работи кои што се прават на терен, што не се само феномен кај нас, нажалост, не ги оправдувам. Меѓутоа би требало да бидат искажени. Затоа ние и неколку пати, како Фискален совет, во разговор со Министерката за финансии сме покренале дури, али тоа е доста, би рекол, не ризично, туку внимателно, да се врати одговорноста кривична за тие кои што влегуваат во превземање на обврски на терет на буџет, било да е општински, било да е државен, превземаат обврски без обезбедување извори на финансирање на тоа. Секаде тоа речиси е предвидено кривично дело. Знаете што значи тоа? Да вие влегувате, подпишувате договор без да имате обезбеден извори на финансирање, односно немате проектиран во буџетот. Значи никој не ве овластил, ниту собранието како законодавен дом, нити па локалните собранија или советниците ве овластиле да тако нешто направите. А меѓутоа тоа сепак е радикален чекор доколку се навлегува. Јас само го нафрлувам како размислување, како предуслов за дисциплинирање на... А има ли политичка волја, со министерката разговара? Но министерката беше многу, би рекол, расположена за разговарање, бидејќи и таа се соочува со големи проблеми од оваа гледна точка и секој министер мислам дека био на дилема. Меѓутоа сепак е тоа некоја одлука која што треба да се прави на многу повисоко ниво и да се промови и не одеднаш. Значи можело да се прават одредени скалила, например не е некоја прекршување ако например вие 2% од буџетот правите такви зафати. Меѓутоа ако вие навистина прекорачувате значително тоа и веќе свесно сте влегле во да бидејќи може нешто да биде и не евидентирано, нели? Не може секој пат подпишува буџетот, реализацијата одговорно лице. Предпријатија